Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите чоколадни коцки со банани и арома на ванила. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Го додаваме какаото. И маслото за јадење го додаваме во садот. За пандишпанот да нарасне го додаваме прашок за печиво. На крајот го додаваме брашното. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тава од рерна обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Го додаваме шеќерот. За арома го додаваме ванилиниот шеќер. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме прашокот за пудинг. За кремот да биде доволно густ, го додаваме брашното. Кршиме 2 јајца. Белките ги ставаме во сад настрана, а жолчките ги додаваме во мензурата. Мешаме со жица за матење. Размешаната смеса ја додаваме во зовреното млеко. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата додека не се растопи. Потоа го додаваме путерот. Го матиме филот со миксер. Оставаме да се излади. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од рерна. Изладениот пандишпан го вадиме од тавата. Го сечеме на половина по широчина. И отстрануваме хартијата. На послужавник ја ставаме првата лента пандишпан. Премачкуваме со фил. Врз филот ја нанесуваме втората лента пандишпан. И неа премачкуваме со фил. Бананите ги лупиме. Ги сечеме на половина по должина. Половинките банани ги редиме врз филот. Врз бананите го нанесуваме преостанатиот фил. Со лажица го нарасуваме колачот со сечкани лешници. Откако ќе се излади, го сечеме колачот на коцки. Начинија за сервирање ставаме една чоколадна коцка со банани. Декорираме со сечкани лешници и ситни чоколадни бомбони. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!